Штип најавува изградба на центар за лица со инвалидитет. Ова денеска го договориле представници на Сдруженијето Сплотени срца и градоначалникот Бочварски. Општината ќе ни помогне со наоѓањето на капацитетот. Значи, доколку нема оваков капацитет, тогаш ќе треба да се определи земјиште за изградба. Се надеваме дека во наредните години оваа стратегија ќе биде поставена и за 2-3 години веќе овој центар ќе го имаме и Штип ќе биде еден прв град кој што ќе има ваков регионален центар. Една од опциите е за потребите на оваа категорија наши сограѓани да се адаптираат дел од нефункционалните згради во Штипската касарна, но за тоа дополнително ќе треба да се бара одобрение од Министерството за одбрана. Доколку се успее, тоа во старт би значило заштеда на средства и кратење на роковите. Во спротивно, ќе треба да се гради сосема нова зграда. За кое решение да се одлучи од општината, се категорични дека нешто подитно мора да се направи. Во наредниот период ќе работиме заедно на подобрување на условите на овие деца кои што ги имаме во нашиот град и за кои што треба сите заедно да се заложиме. Вториот начин или по краткорочното решение кое што можеме да размислуваме на него е да некој постоечки капацитет го определиме заедно со одредена квадратура која што е минимум потребна и да го уредиме по пример на европските практики и да биде исто така едно од решенијата во наредниот период. Изградбата на ваков центар беше едно од клучните барања и на иницијативата 5 до 12. Овој центар би значил спас за нашите фамилии, за нашите деца и за идните генерации. Значи во овој центар сите деца со посебни потреби не само што ќе бидат рехабилитирани, туку дел од нив кои што се повисоко функционални ќе си го најдат и вработувањето. Претходно градоначалникот Бочварски најави дека за потребите на лицата со посебни потреби ќе се издвојат средства и од буџетот, а ќе се инвестира и во обуки на родители и волонтери за работа во центарот.